Разочарувањето од невозвратената љубов беше и повеќе од јасно. Со цврста решеност да стави крај на таа врска, премиерот безкомпромисно застана за одлуката за смена на државниот обвинител, без никаква задршка. Сега, кога имаме влада задутра, седница редовно имаме, тоа ќе го поминеме и процедурата е тргната, нема сопирение. Но кочницата не само што се стисна, туку жаргонски беше направена полицајка и наместо нова, љубовта пак некако се врати на старите патеки. Дилемите за причините лепдат во непознатото, иако оправдувањето има очекувано објаснување. Во овој момент, имајќи предвид чувствителната ситуација во општеството, планираме таа постапка да ја застанеме таму каде што се наоѓа. Тоа што довербата наеднаш е вратена е предпоставка за користење реторика која е својствена за сигурност, са проаѓа и како добра алатка за спречување на сомничавоста, за селективноста пројавена во јавноста, особено опозицијската. Ако вие сега пледирате дека тоа е ВМРО, па ние го штитиме, не. Се лажете. Никого нема да штитиме. Свети ВМРО да биде. Тие и такви големи зборови со кои се нешто постојано се покрива не се употребуваат првпат. Иако авторските права се заштитени уште од 1997 година, тие постојано се враќаат кога ќе се појави политичка потреба од тоа. Иако ефектот е дека тие остануваат само празни. Инволвираните, ако сакаат нека бидат членови и на Свети СДСМ, и на Свето ВМРО, и на Свети ДУИ, тој што се огрешил, има да одговара. Одговорноста од секогаш била примарна категорија на секоја власт, па и на актуелната. Иако секому му е јасно каде лежи зајакот, за да ја задоволи чувствителноста, секогаш се користи референцата дека таа некому му е потребна и ја бара, па наместо директно да се акцентира, постојано се трага по неа. Се плашам дека може да им се случи народ, да се самоорганизира и да протестира затоа што народот е желен за правда. И на крајот, таквите протести организирани од самата власт би биле уште едно македонско дежаву, чија бесмисленост и нелогичност е наполно слична со едни други, како од организацијски, така и од терминолошки аспект. Нашиот народ е желен за правда, за ефикасна правда, за брза правда, за правична правда! До вистинска вистина, а не лажна, како и до правична, а не до неправична правда не се стигнува со чекорење до неа, туку со марш во кој лагата и неправдите конечно ќе бидат згазени. Ама не со зборови, туку со дела.